pustiti Goce da li se obrati od njegovo ime. Makedonija! Makedonija! Zdravo, braća i sestri! So mnogo od vas se znajeme тука. Много е тешко да се зборува после нашата македонска хероина Ана Бобинкова. Јас сакам само да ви кажам една работа. Сето што го зборуваат Ана Бобинкова и другите да го ставам малку во меѓународен контекст. Јас сум меѓународен експерт. Јас работам во 30 земји во светов. Одам се враќам. Сакам да ви кажам една работа. Вие сте дел од едно многу поголемо патриотско глобално движење. Што би рекол Гане Тодоровски, та не сме саде тука и не сме саде ние. Во сите овие земји каде што работам, 30 земји, со председатели, премиери, министри, секаде глобализацијата, фашистичката глобализација, можам да ја наречам на Сорос, е поразена! Глобализацијата за свет без нации, без граници, во корист на елитите 0,01% е поразена секаде. Ние сме браќа со јапонецот кој во Окинава протестира против американското воено присуство на тој остров. Ние сме браќа со корејците кои сакаат да се обединат, а неќат војни да водат меѓу себе. Како и ние што сакаме Македонија да обединиме, и Варда, Еге и Пирин, Мала Преспа, Голобрдо, Гора. Ние сме браќа со муслиманите од Сирија, кои со Асад и Русија се борат против точно тие джихадисти и главосечачи што се поддржани од НАТО. Ние сме браќа со унгарците, честите пољаците кои се борат за својот суверенитет преку своите влади. Ние сме браќа, идеолошки браќа и сестри со сите оние што гласаат за трети опции, популистички опции во Германија, Франција. Браќа сме со британците што гласаат Брексит. Браќа сме уште најповеќе со нашите прекрасни слободолюбиви браќа од Америка кои гласаа за Трамп. Тие гласаа против војни, гласаа против овие остатоци на Deep State тука нелегитимни Хојтиевси и Белиеси. И ако СДС се скроз предавници и купени, и ако ДПМН се исплаши од тигарот од хартија, ние не се исплашивме. И да им порачам сега на луѓето во парламентот што ќе не слушнат во понеделник и на медиумите вечер. Заминете си! Напуштете ја работата! Организирајте нови избори! Немате легитимитет, џабе е сето тоа што го правите по наредба на остатоците на така наречената длабока држава во заминување, кои ги креваат со извинение наклоци од Вашингтон до Калето. Заминете си, оставете ги вашите презимиња и фамилии, следните генерации неуцрнети, затоа што секако тоа нема да ви помине ни јазици, ни промена на вечното македонско име. Го повикувам единствениот легитимен представник, председателот Ѓорѓе Иванов, да прогласи влада која ќе биде организатор на тие следни избори. И јас ви кажувам, на тие избори, овие ќе се спасат ако се заминат, затоа што 200.000 луѓе се тука во Македонија. Тие се тука, не се сите излезени. Излегуваат. Ако треба не 200, ќе излезиме милион, како што рече мојот другар во неделата. Македонија не е заспана. И ги тука кога ќе викнеме, ќе ги објавуваме низ задните прозори од собранието. За да не се случи тоа, председателот Иванов да назначи нова влада, да си дадат оставка, да си заминат и да направиме нови избори.
Не се слуша нешто. Јас ви кажувам, на тие нови избори, овие и првата, и втората, и третата и четвртата опција што се внатре, ќе бидат поразени. Македонија ќе се го исчисти своето мочуриште. Дали се слуша до сега? Мене грлото ми е доволно силно и без микрофон може да ме слуша. И јас порачувам, дека и едната партија и втората не представуваат македонски народ веќе. Ова што го прават, не беше во нивните изборни програми ни на СДСМ. Не беше ни во изборните програми на ДПМН. Да се повлечат вака. Ало, се слушаме? Да. Тие се врхушки, клиентелистички, кои веќе никого не представуваат, затоа ние бараме распуштање на собранието и нови избори на легитимна власт. Избори, 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 избори. На тие избори ќе бидат поразени, а барем ќе си ги спасат своите фамилии и презимиња за век и веков да не бидат оцрнети. Тоа им е единствениот спас. А на тие избори ќе победат нови, невалкани македонски кадри, кои ќе направат Македонија уште поубава, уште погорда, уште понародна и уште понаша. Јас за такви избори сум. Кој ќе победи, најдобрите од македонците ќе градат Македонија натаму. Само сакам да ви кажам кој ќе победи и кој победува на геостратешки план. НАТО-фашистите! НАТО-фашистите се поразени. Јас не сум за Македонија да влезе во НАТО. Ниту по своето уставно име. Ниту да ни даваат злато. НАТО-фашисти! 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 Таа војна злосторничка организација има убиено милиони цивили, претежно жени и деца, и на Балканот, и на повеќе на Блискиот Исток. Од Азија и Африка! Милиони наши браќа, претежно муслимани, се убиени во Ирак, Либија. Милиони жени и деца. Кој сака да влезе во таква организација? Така што не сакаме ние ниту да влеземе во една бирократска, недемократска организација како Европската Унија, која е во распаѓање. Ниту со нашето име. Затоа што нема да постои, затоа што е точно затоа што е недемократска. Така што јас ви велам на глобално ниво, геостратешко, победува единствената праведна опција. Тоа е евроазиската опција. Тоа е евроазиската опција на народи суверени од Русија, Кина до Шпанија, Германија, победува секаде. Евроазија, заедница на братски суверени народи, признаени по своите имиња, од Лисабон до Владивосток. Ви благодарам за вниманието и да се гледаме во се поголем број, затоа што овој тигар од хартија сите го препознаваме дека нема сили и ги рушиме квислинците. Поздрав!